На сам ден на верскиот православен празник Сите светии, после поминати 29 години, сонцето повторно ме огреа во селото Арбино. Но наместо со тогашната телевизиска екипа на тогашната телевизија Скопје, овој пат во Арбино дојдов со моите пријатели и долгогодишни соработници со продукцијата Маријево филм, Димче Ковиловски и Драгослав Миновски. Како по стар обичај и овој пат во Арбино дојдов рано сутрината, каде што на старото арбинско средсело не пречекаа Христо Миленковски, Стојче Ставлевски и Трајан Јаневски, со кои си разврзавме моабет надолго и на широко за некогашниот и сегашниот живот на Арбино, како што арбинци од памтивека си го нарекуваат нивното село Арбиново. Зоране, јас сум Трајан Јаневски, синот на Јордан Јаневски, кој Бог да му душа прости, си замина кај Бога пред 10 години. Човекот, ако се сеќаваш, кога овде зимото на средсело пред 29 години ти го снимаше. Пред 25 години ова е таа куќа кај што дојдов и кај што еден жител до ова село ми раскажа дел од приказната за Арбинската битка, кој што од овде од Арбиново биле отерани од Дијербекер околу 15 мештани. Сигурно се сеќаваш на татко ми Јордана, ми рече. Како не се сеќавам, убаво се сеќавам како денес када беше, се уште го паметам и местото и ликот на Слико Јордана, со каскетот на главата, со зимската бунда облечен, кога ми ги наброја по име и презиме 15-мината арбинци, кои пред 117 години, заедно со уште 200 и кусур дебрчанци, одовде од Арбино турскиот султан ги испрати сургон во Дијербекер, му одговори. Колку ми е мило што си го запомнил ликот на татко ми Јордана, радосно ми одговори Трајан Јаневски. Сега вака, Зоране, јас, Стојче и Христо имаме еден ваков предлог. Тебе да ти предложиме, па ти самиот оцени дали бива или не бива, ми рече Трајан Јаневски во името на неговите соселани. Ајде, Трајане, кажи му го на Зорана нашиот предлог, што уште пред неколку дена го думавме во еден глас, Стојче и Христо го замолија Трајана. Вака сега, Зоране, пошто пред некој ден, кога ти ми се јави дека ќе дојдеш во нашето Арбино да направиш нова репортажа, а пошто ја имам снимката од тоа време кога ти го снимаше татко ми и другите мештани во селово, нашиот предлог гласи вака. Оваа документарна репортажа да ја продолжиме со нови приказни за нашето село, кои останаа недораскажени од нашите соселани, со што ќе им направиме голема чест, иако не се меѓу нас, велким ќе не слушаат горе на небото, ми рече Трајан Јаневски. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Почитувани мои арбинци, многу ми се исполни душава моја што ете овде сум во вашево Арбино, каде што на 15 март 1903 година се случи големата арбинска афера, чија арбинска афера е предвестникот на големата македонска и линденска епопеја, пред да ги слушнам небројните недораскажени приказни за Арбино, што ви ги раскажувале вашите дедовци, баби, за да ги дознаат и запаметат нашите поколенија, за да не бидат покриени од правта на заборавот, дозволете ми како вовед на сето тоа што ќе следува да ви пренесам дел од моите историографски податоци, да ви ги пренесам чепкајќи низ историските архиви, иако по професија сум професор и инженер електроничар, а многу си ја сакам историјата, посебно оваа нашава македонскава, ги замоли нашите домајчини Драгослав Миновски. Голем мерак ќе ми направиш на душичкава моја, а и на Трајана и на Стојчета, не само една,
туку сите приказни што ги знаеш за нашево Арбино, да не ги раскажеш, на Драги Миновски му одговори 75-годишниот Христо Миленковски. Селото Арбиново, како составен дел на славна Деварца, е символ на вековната борба на македонскиот народ за добивање на своја сопствена држава во која ќе биде свој на своето. И покрај постојаните удари врз темелното право за себе идентификација на македонскиот народ, се уште постојат обиди за перфидно, софистицирано асимилирање на еден цел колектив со милениумско автентично постоење. Најголемата среќа и најголемото задоволство за секој македонец е секогаш и секаде да може да се декларира како македонец, како чедо на Македонија и да ги учи и негува културното творештво и традицијата на Македонија. Целата историја на македонскиот народ е една непрекината борба за зачувување на својата слобода и сопственото достоинство. Македонците се европски народ, кој што ја населува историско географската област Македонија. Културата на македонецот е импресионистичка и традиционалистичка. Таа е силно поврзана со родната земја и поднебјето во кој живеат. Целата таа непрекината борба на македонците им го дава епитетот непокорни. Разочарани од империалистичките политики на балканските држави, кај македонците се зацврстува и кристализира нивната посебност, тоест се расширува идејата дека тие се посебен народ, кој е обесправен, разделен народ, кој заслужува да има своја држава и сам да управува со својата судбина. Денес македонците ги уживаат придобивките од борбите на нивните предци и слободно ја градат својата современа култура. Македонскиот народ има долга и бујна историја. Постојано во борба за место под сонцето, за национална слобода и за самобитност. Македонија води вечна борба меѓу темнината и светлината, и која секогаш се пренесува од една на друга генерација. Секоја генерација се бореше под различни услови, но и различни судбини. Безмилосно се спроведувани најразлични методи за уништување на националната свест и самостојност. Македонецот секогаш се бореше за своја национална слобода, за да ги сочува својот идентитет, својот јазик, црквата, обичаите, традицијата, односно сите белези кои обележуваат македонската нација како посебна. Македонецот не е невојчен дури кога се чини дека целиот свет околу него го изневерува и го напушта. Затоа што во себе од секогаш ја носел камената статичка сила на своите предци и тој знаел да ги собере чувствата, звуците, формите, боите, изборовите и од нив да направи човечка драма што ја изразува безсмртноста на својата воља за опстанок во театарот на животот. Почитувани мои, што туку така да речам Драгослав Миновски започна со воведниот дел на историските податоци со кои располагаше за Арбино, пред моите очи се појави 30-годишната стара видеоснимка за Арбино, а делота, така да речам слика, ќе се обидам да ви ја пренесам во продолжение на оваа репортажа. На водици тоа 1992 господово лето, сонцето ме огреа во Арбино. Времето зимско, ведро и студено беше. Сето село беше облечено во бело. Снегот ги беше покрил покривите на кујките. Мрзолуците на ките некако ѓурѓовденски букет горски цвеќиња, наредени еден наспроти друг, висеа под стреите. И сред селото беше покриено со снег. На прв поглед помислив дека овде никој не живее, но набрзо се уверив дека не е така,
Тоа го потврдија лаежите на кучињата кои одекнува во дивината. Се обидов со поглед на очите, по кое сокаче и патче да кинисам, да видам некој жив човек, да забележам некој оджак да чади. Се приближи до првата каменита двоспратна стара куќа ќардакрија, под чија стреја се наоѓаше подкрената на два белутраци, подпрена до самиот камен зид, долга дабова незаделкана греда, а наднезе на средината на зидината, закачен над зидот мощен стар телефонски апарат, одамна пенсиониран. Помина речиси 25 години кога првпат стапив овдека и дојдов во Арбиново. Тоа беше зимно време, кога дојдов овдека на Сечелото, овде во оваа зграда на овој зид стоеше стариот телефонски апарат, онај индукцијски на вртење. После 25 години доаѓам по трет пат овдека. Пред тоа, пред 5-6 години дојдов, го имаше. Еве ќе проверам дали денеска постои тој стар индукцијски телефонски апарат, преку кој што мештаните од селото Арбиново се јавуваа кај нивните најблиски до Охридот, до Струга, до Битола, да се слушнат дека се добри, здрави и живи. Овдека беше тој стар индукцијски телефонски апарат. Денеска го нема. Сигурно од општинарите, било од Охрид, било од Струга или од Дебрца, општина Дебрца, овој телефон е предаден во музејот во Македонија, каде што ќе сведочи на минатото што одамна заминало. Затоа што денеска современата комуникација е заменета со мобилната. Но сепак ова овдека чамово дрво стои да сведочи дека овдека имаше телефонски апарат, онај индукцијскиот, каде што претходно, како што напоменав, мештаните праќаа поздрави до нивните најблиски, било во Охрид, било во Битола, било во Струга или Кичово, па и во далечна Австралија, Америка и Канада. Додека го разгледува одамна пензионираниот телефонски апарат, од најблиската куќа која беше спроти мене излезе 75 годишниот старец Јордан Јанески. Она старински ме одмери од глава до петници. Внучко, овој телефон врсник е со мене. Го оставија германците, голема работа вршеше. 50 години не вршеше работа, но за се има крај. Да знае да зборува, ни се какви раце поминал, на шега ми рече Јордан Јанески. Каде си тргнал во ова време невреме? Пак ме праша. Зима е, студено е. Ела да се стоплиш во куќава, со бабичката сум, малку е постара од мене, ама нека ми е здрава и жива, се ризаме веќе 50 и кусур години, ми рече. Откако поодблизу се запознавме, си почнавме муабет на долго и на широко. Добро ми дојде, чим дојде во селово наше, фала му многу што не посети, ќе ти напомнам некои работи, некогашни, сегашни и ред други работи.
селово наше е од давнешно време. Дедо ми велеше и прадедо ми го кажуват дека Арбиново е од Илимите. Веројатно, името го добило по самото место, по многуте врби или по турскиот збор Арбинлик, што веројатно значи плодно место, родно место. Селото Арбино е многу старо село. Се знае дека е спомнато во пописниот дефтер од Охридскиот Санџак во 1582 година, се наоѓало во накијата Девол Дебарца, се ја отвори душата Јордан Јаневски. Селото граничи, да речам, од запад со Лактиње и Годилје, на север со Сливово, на исток со Мраморец и Слатино, а може да се рече и со Турије и Издеглавје и Слатински Чифлик од југ. Најстари фамилии овдека прво се Вулкановци, со 17 кујчи кои им се наоѓаат на Сецелово, ја слават Света Петка. Сетне Караджовци со 4 кујчи, со Коњаровци кои бројат 7 кујчи се еден род, ја слават Света Мартинија. Куќите им се наоѓаат во Долното Мало. Понатаки, Стамболджиловци со 17 кујчи името го добиле по предокот кој бил на печалба во Стамбол, и тие ја слават Света Петка и нивните куќи им се наоѓаат во Долното Мало. Понатаки, во Горно Мало им се наоѓаат куќите на Виловци и тие ја слават Света Петка, ама она летната, Сетне, 7 куќи на Ивановци им се наоѓаат во Долното Мало и тие ја слават Света Мартинија. Матевци, или како ние што се ги викаме Смилевци, со 4 кујчи живеат во Горното Мало и тие ја слават Света Мартинија. 5 кујчи на Потовци се наоѓаат во Горно Мало и ја слават Света Петка, ама она зимската. Фамилиите на Кршковци живеат на Срцело, нивна кујчна слава им е Свети Никола Зимен. И Чумбезиовци се стари фамилии, тие порано живеа во 5 кујчи во Долното Мало и тие си ја слават Света Мартинија. Радевци се домазети од фамилијата на Кршовци, како и Русевци кои се изумрени по машка линија, а живеа во Долното Мало и тие си ја славеа зимската Света Петка. Исто така, за стара фамилија во селово, иако е доселена од местото викано Заками, кое денеска се наоѓа во албанскиот дел на Малесија, продолжи да ми раскажува Јордан Јаневски. Колку куќи има селово и колку жители броеше селово, го потпрашав. Најмногу жители до ослободувањето до 45-та година, овде некаде околу 300 жители имаше. Фамилии околу 75 куќи, просек во ними 3-4 жители, вкупно 330 жители, раскажуваше Јордан Јаневски. Тие луѓе што работеа, во што живеа, повторно го потпрашав за поарно да ни одит муабетот. Се што живееше овде во селово, екзистиравме од земјоделие и сточарство. Тоа време имавме, можда да речам, 3000 глави овци, во селово 100 булци, кози, па крави, па волови. Тоа беше основата на живеачката во селово, се одеше и тогаш на печалба, си ја подложи приказната Јордан Јаневски. Пред 25 години овдека на Сецелото лево од мене се наоѓаше едно точило за точење на жито. Тогаш поварчиво постоеше, иако не беше функционално, меѓутоа уште механизмот му работеше. Ќе проверам сега дали очиго постои. За моја среќа, еве го точилото што постоеше, што го видов пред 25 години, но наместо жито има слама и сено. Сигурно ова е последното жито кој што било извршено и кога пред да биде однесено во вејалката, тука и се ставало. Да видам дали механизмот му работи. И работи, мајке.
Колку ми се радува душата. Стварно, иако денеска е обрастено во трња и капени, ама ова сведочи дека ова точило го точеше житото и најубавото зрно се ставаше и се сееше по нивите. Како ги викате овие планинчинава кои ви се наоѓаат овде на Целово, гласаше моето ново прашање. Планинчиња имаме полно. Овдека на Целово каршија ет планината Славеј. За ова планина покасно ќе проспорам. Понатаки, тамо соборчињава што џиркаат низ Пенџерево, Чаротија се вика. Она онде што се гледа карши Џамлакон, ја викаме Врзадел, а она спроти него Уништа, онда на Чардакон Присој. Прав Присој ја велеме. Нагоре во шумана едно место го велиме Капиштец, понатаки веднаш до него се наоѓа Гушец, одма до него Каљоишта, а на крајот од шумичка на местото Опаленик. Нивите во полено ни се наоѓаат на местота викани Бучков мост, Тумби, Годаројца, Цер, Митровдол, зад Голо брдо, Поле и Иконче. Сетне со вода за пиење и денеска се снабдуваме од изоброн горни кладенец, а порано водата за поење си ја носевме со стомни. Ние се имавме и неколку кладенци. Едниот кладенец си го викаме Капиште, сетне другиот Гушец, а понатаки другиот си го викаме Стамболски, раскажа Јордан Јаневски. Стрико Јордане, можеш ли да се присетиш како беше животецот во Арбино за време на твојата младост? Следеше моето следно прашање. Во селово наше имаше 3 Ана. Од сите села од Горна Дебрца идеја да пазарат. Денеска немаме шпирит каде да купиме. Богато беше селово, преполно беше селово мое, вриеше од народ. И реките течеа, од кладенците жубореше водата, а сочните планински падини се белеа од небројните стада овци и кози. Сетне во тоа време селово имаше околу 150 зевгар волови, секое куќа имаше по 10 карвански коњи, амбарите беа преполни. Кога ќе започнеа свадби, веридбите од Митроден па се до Свети Никола, најмногу свадби крештевки во тоа време во Сета Дебрца овде се правеа. За време на славите гости ни доаѓа дури од Белград, Будин, Беч, Цариград, таму одеа порано нашите дедовци на гурбет. На Ѓурѓовден ги испраќавме на печалба, остануваат долги години, но денеска е поинаку. Заминаа кој во Америка, кој во Канада, Австралија и се поретко си идат дома овде во Арбино. Тоа ме боли во душава, Зоран Чернучко, ми велеше Јордан Јаневски. Како ви се вика црквата во која ги правевте венчавките, крштевките, Стрико Јордане, го прашав. Ние во селово немаме саде една црква. 5 се на број, саде главна црква ни е црквата Свети Димитрија. Си ја имаме и црквата Свети Никола, понатака и црквата Свети Атанаси, тука ни е и црквата Света Петка, секој се има посебна црковна слава, ама денеска, освен во Свети Атанасије, во никоја друга, никој свеќа, никој запалил, ниту кандил се гори, за свадби, крштевки да не споменувам, нажалено ми раскажа Јордан Јаневски. Откако се стопли во куќата на Јордана, заедно со него излеговме на сред село. На долгата незакасрена дабова греда, која беше подкрената на двата белутраци, на средина на гредата, веднаш под чардакот на адвокатната селска куќа, отпрени на ѕидот, ступкани една до друга, седеа 2 бабички, чекајќи го да дојде праматарот. Пред 20 години кога дојдов овде, исто така имаше една долга бандера. На ова бандера седеа 2-3 женички. Ќе ми кажеш како се вика?
Едната жена се викаше Ристовка, Така? другата Добринка, а третата Драгина. Драгиња. Тие се веќе Почина. почина. Господи, што се вика. Убав бобе си направилне. Една жива е, за сади двете се почина, една жива е. Која е жива? Добринка, Така и живее. у Скопје. Добрингата, што ми велеше Зоране како се гледам телевизија. Така. Имаше во тоа време пред 20 години ново куќа направено овдека. Таа золомна. Таа зола тука е? Ето. Ова овдека? Да, евата, да. Така. Ој Стојанке, ој Веромори, рано сте излегле, ќе измрзнете на студо, кај талкате саде по снегов, ќе паднете некаде, ќе се скруполите, кој ќе ви бери гребот, не ќе можеме ко снегов да ве најдиме. На шега добикна Јордан на двете бабички. Ами ме викна Вера да подизлеземе, да си помабетиме малку, да разменеме некоја дума, саде не се седи дома. Не се доседува пустињето, да се преброиме колку мина вчера бевме, дали сме топтан сите денеска, шеговито, но подналутено му одговори Стојанка, Митреска не Јортана. Не се лути Стојанке, немој да се чрдиш, ништо лошо не ти реков, уште пошеговито, поднамуртено и возврати Јордан на Стојанка. Праматарот не е се уште дојден. Ај, мајката, штом досега до планинава, штом не дошол, нема ниту да дојде. Изгледа нема да дојде, кај ќе дојде по ова виулицава, Тивко во себе сам си одговори на прашањето Јордан Јаневски. Кој повеќе се ризате, Стојанка тебе или Вера тебе? Ги прашав двете бабички, обидувајќи се дијалогот што започна помеѓу Јордана, Стојанка и Вера да не премини во селска ѓулултија. Ами, убо се живееме, убо се ризаме. Чити и свајки сме, ми одговори Вера Ристевска. Јас ете од ланскиве велики пости ја растолив осумката. Сполај му на Бога, досега ме крепи здравието. Штом сум на нога, како што вака што ме гледаш, ич не берам гаље, а за понатаки, како Господ решил, така и ќе биде. Докаде е пишано, во разговорот се придружи свајќата на Вера Стојанка. Колку ми настанавте во селово, и потпаша двете. Ами 5-16 души во еден глас сложно ми одговорија. Имате врснички? Немаме толку, ама 1 до 2 имаме. Кој ви се, имаат имиња? Пак ги подпуцнат. Едната Милена се викат, другата Менка. Двете ми одговорија. Што поработувате сега вака? Пак ги подпуцнат, со намера да си ги отворат своите старечки души. Ништо. Ете така, си седиме, си уживаме. Пензионерки сме двете, што да поработуваме по студо. Ништо не се работи. Што може да се работи, зиме сега. Малку ослободено ми одговорија. Еми, ете вака некогаш подизлегуваме да си се видиме со другачките, да си се подсетиме малку нанапред како било, како сме работеле, пределе, каеле, смежнееле, деца сме гледале, не едно како сегашните жени, продолжија да ми раскажуваат Вера и Стојанка. Кој живот вака беше поарен, старечкиот живот или сегашниот? И потпрашав. Понапред поарно беше, не како сега, сами дома како утки, нема со кого муабет да се историш, со дзид муабет не се прави. Напред од една пајнца сите јадеме, сега секој посебна пајнца, посебно лајца, посебно вилушка, дури и не бендисевејат, многу солено, не кисело, не благо, крајот не може да им се најде на младинава денешна. Само нека на сите нека им е жива, па и нашиве да ни се живи и здрави, лошо да не видат нашиве очи. Кај смеевме кога бевме деца први да седнеме на трпеза, саде трошките ни ги дава, ако станеше нешто, ми велеа. Кај ви е челата, идат понекогаш да ве видат. Ами, кај ни се по градиштана, по Охридон, по Скопјено, вид виделија патија низ Австралијана, Американа, Германијана. Туку ете на Вера домаќинот уште е жив,
Мојот ете 5 години потера како се замина, бришејќи ги со двете старечки закорабени раце солзите, кои и навирија од незините очи, ми одговори Стојанка Митреска. Како тежеле до мајчино твој намерак, бегалка со свадба, обидувајќи се барем малку да го разведрам Стојанкивото натажено старечко лице. Бегалка ме зеде, бегалка, многу ме сакаше, татко ми се кандисуваше, ама мајка ми многу намчор беше. Таа не сакаше и јас да заминам бегалка, затоа што најстарата моја сестра Спација избега бегалка. Не можеше уште еден резил да истрпи село. Бевме 6 девојчина, сите 6 бегалки се омажевме. Никако не можевме да ја угодиме на мајка ми. Ниту еден не бендисуваше кога ќе дојдеа стројници по нас. Многу манџија беше. Видов, не видов, и јас и излегов, мажот ми беше партиски активец. Ја видов ведрината во Стојанковото старечко лице. Не праша како ни оди работичка ова зимово. Мене многу од малечка ми одеше плетењето. Кога се армасуваше некое момиче или ергенче, даровите кои ги спремаше невестата за свекоро, свекрвата, деверот, за дедото, бабата, кумот, старостото, па дури и за попот, јас и Стојанка саде ги претевме. Имавме порачки, глава не можевме да кренеме, ноќе на кантлук се плетевме, довезувавме, а некако денеска младиве се готоа купено. Дури си го клал настал, се искинало. Се присети на својата младост Вера Ристевска. Ами еве, снегот падна, зима е, со огрев како се снабдивте, во години сте, ги праша двете. На време со огрев си се снабдивме. Двете си имаме по едно магарче. Тропотроа есеноска од Орманон си довлечкавме по некоја цепеница, а шумлачите нарамон подврзани ги носевме. Учени сме ние на сета оваа мака. Ако чекавме некој друг да ни донеси, уште ќе земневне, затоа сме вака опаднати. Овој пат Вера Ристевска побрза беше во одговорот на моето поставено прашање. Колку жени вака сте наброј, се пошегува. Ами 2-13. Некој пат се немаме подкарано. Ами нема зошто да се подкаруваме. До прва не ќе го делиме српот, мотиката, дуријата, вршникот, чрепната. Штом до сега не сме се подкарале, нема ниту да се подкараме, пред Бога не сакаме да се устрамиме. Уште 2-3 черека ни останал животецот, па зарем и таму кај Господа скарани цел сиот тамошен живот, збор да не си проговориме. Резлој ќе биде во тамошниот свет и век. Кога е ова куќа правено? Пред колку време? Не памтам и јас на години. 100 Јас 80 години, роден тука, се рачунете тук колку години. А до која година живеете во ова куќа? До 48. И од тога значи е остаена, напуштена Од тога е куќа. остаена, она горе што ви ја кажав, таа е куќата. А сега ќе ви кажам другата куќа, живеем јас во Весел. Тројца браќа сме, 3 куќи имаме голема градинка. Татко ми купи тоа место и ни подели сите. Имаме сите куќаки. Моја браќа ми се починати пак, само јас остави. А иде децата од браќата овде ја посетувате? Браќата ми од едно момиче остана. Почина двајцата сина почина, те почина двајцата и с нами брат ми. Другиот брат и тој почина и с нами. Од средниот брат доваѓа децата. Големи мајстори беа арбиновци, учени мајстори беа. Во секое мало имаше по 2-3 тајфи, која од која подобра. Мерак беше кога ќе се пазараше куќа не само во селово, туку во цела околија. Погледни ги куќиве, иако речиси се постари повеќе од 70 години, како нови се. Иако не су многу стар, се уште помладите мајстори ме прашуваат за темелот на долмето, кровот на куќата.
Во моето време, мојата тајфа, кој мајстор, кој калджија, кој дограмаджија, кој тишлер, 30 души броеше. 10 темелджи, 5 мина калджи, 5 мина джидари, 5 мина тишлери, 5 мина дограмаджи бевме. Мија Томески си имаше своја мајсторска тајфа и Славко Нончевски, и Миладин Котешки, и Мичко Блао од Лажевци си има своји мајсторски тајфи. Кујчева во која јас живеам постара и од мене. Не памтеше ниту татко ми кога се поставени првичните темели. Вонезе јас, браќа ми, сестри ми, сите сме родени. Вонезе дедо ми, татко ми, стриковците, тетките живеа. Сигурно има повеќе од 100 години. Многу тешко ми паѓа, оти никој не го наследи мојон џидарски занает. Убав занает е, ама се смени. Немаше темел да се стави, куќа да се зида, кров да се стави во колијава, а мајстор од Арбино да не се викне. Во селово мајстор не остана, барем татковата куќа да ја поправи, својот двор да го загради. Во разговорот се вклучи Радован Филиповски, кој седеше подпрен на човшот на зидината на крајниот дел на бандерата, чекајќи го проматаро со надеж дека сепак ќе дојде. Работата моја одамна заврши. Сега сум пензионер. Иако имам куќа во Охрид, сега сум си постојан жител на селово и личната карта ми се води на селово. Си правам, распали го чумбето, ракипчето стоплено, кафенцето зобрено, на комшила кај тебе, кај мене, дојди, времето така ни врви, продолжи со својата приказна Радован Филиповски. Куќата овдека кај ти е, кај ти се наоѓа, во кој е мало, го потпрашал. Тука каршија веднаш доана до телефонот. Се во неја си имам. Моментално тука си имам еден син со снаата, другиот син ми е на гурбет во Австралија. Помалата снаа тука ми е дојдена. Како што ми прозвори некли, после изгледа имаат ние трајно да се вратат во селово да си живеат. Сега имам 4 внучиња со мене, имам уште 2 внучиња од најстариот мој покоен син. Помагам колку можам, се ја подотвори душата Радован Филиповски. Кој внуче ти е помило, правото или цугарето? Го потпрашав за малку да подзаборави на таката што се гледаше во неговите сино зелени очи, покриени од големите кадрави вејчи. Од покојниот ми син, едниот се вика Радован, името му го носит. Другото ми се викат Александар, јас си го викам македонски. Другото внуче ми е крстено по покојната моја жена Костадинка, а третото си го викам Билјана. Името си го носи по нашата песна Билјана платно белеше. Кога ќе ги повикаш, кој внуче прво трча кон тебе, пак го потпашав, гледајќи во неговите ведро разиграни сино зелени очи. За мене сите ми се мили, сите ми трчка кој е попрво да ми седне во скутот, не можам ниедно да одвојам. Кој е попакман, побрто ќе дојде да му дадам бомбонче, чоколадце. Добар вака ми е животечо. Макучка луѓе сме, тие што сме, толку сме, продолжи да ми скажува Радован Филиповски. На дабовата незаделкана долга греда, како војничка реница, постиснати еден до друг, се изнаредија уште 5-6 души. Ги начулие нивните уши, слушајќи го нашето муабетење со претходните дојденци. Мојево село од памтивека па и денеска има многу учени луѓе. Секоја куќа си имаше по еден учен човек, сите беа со опулени очи. Иначе, јас малку повеќе вака си поработувам, си имам и тракторче, и приколче, си ги чувам уште джевгар воловите. Им подорувам и со тракторчето, и со воловите на селаниве мои, си помагаме, тие мене, јас нив, така ни врви работичката. Во муабетот ни се придружи Славко Коњаровски.
Водичарското сонце високо беше над небото. Студот малку попушти. Праматарот уште не беше дојден. Покрај долот, кој кривулесто се извиваше меѓу високите дабови биданки, се слушаше жуборот на надојдената Арбинска река. Добрила Јанеска од пондилата ги потера во долот незините 10 козички малку да се испавкаат во снегот. Пред 10 години си се вратив в село заедно со мојот домајчин. Двајцата сме пензионери. Куќата ни стоеше. Малку си ја подотеравме, си ја варосавме. Немаме многу земја. 5 сестри сме. 10 парчиња ми припадна мене, ама ги работа нивчињата и од сестрите. Работиме некои нивчиња и од мажот ми. Работиме заедно со девер ми. Тој си има трактор, си помагаме. Завртивме 10 кози. Пари за млеко не давам, пари за месо не давам, пари за сидење не давам, за благота не сме оскудни. На пазар ништо не продавам. Тоа што го имаме, на децата им го поддавам. Убаво ми е. Во селово сме повратници 10 души, велеше Добрила Јанеска. Каде е убаво да се живее в град или в село? Ја прашав. Секаде е убаво, Зоране, ми рече. Кога ќе се стевни и се собираме кај мене, кај Вера, кај Стојанка, повеќето кај мене, јас си имам телевизор, си гледаме телевизија. Лучињата саде на телефон ме прашуваат: бабо, дали потераа качунките, кукичињата, сакаме да дојдеме в село. Ми велат да ни кажеш, немој да заборавиш, ми велеше Добрила Јанеска. Даде Господ, селскиот праматар се смилува, дојде. Откако направи неколку круга, разгазувајќи го снегот со старата кампањола, преправена во подвижна продавница, ја паркира во близина на наседнатиот народ на долгата дабова незадокана греда. Заедно со селскиот праматар од кампањолата излезе и неговиот помошник. Двајцата ги поздравија на собраните селани. И тие ги отпоздравија. Помошникот на праматарот ширум ги отвори двете кампањолски врати. Со десната рака праматарот брцна во натрешниот џеб од неговата ловџиска бунда. Го извади изгужваниот албаџиски тефтер. Со левата рака брцна во левиот долен џеб на бундата. Извади еден голем мастилен молив. Го отвори албаџискиот тефтер. Јордан Јанески тука е? Гласно праша. Тука сум, тука, се јави Јордан. За Јордана 2 вреќули на брашно, 2 кила ориз, 3 кила шеќер, вреќуле јадра сол, 5 сомуна леп, и се обрати праматарот на помошникот. Вера тука е, подвикна пак праматарот. Тука сум, како не ќе сум тука? Саде цел ден скисна вовде на бандерава седејќи, му се подсмевна. И за Вера 2 вреќули на брашно, 2 кила ориз, 3 кила шеќер, вреќуле јадра сол и 5 сомуни леп, му се обрати повторно праматарот на неговиот помошник. Стојанка тука е, пак подвикна праматарот. Тука сум, како не ќе сум тука, јас измрзнав како Вера на снего, и таа шеговито му се обрати. И за Стојанка 2 вреќули на брашно, 2 кила ориз, 3 кила шеќер, вреќуле јадра сол, плюс 2 пакетчиња кафе, 2 наполитанки, пол кило шеќерчина и 5 сомуни леп, му се обрати праматарот на неговиот помошник. Зарадована истата мера како што мерата беше за претходно прозиваните, му нареди праматарот на неговиот помошник. За славета истата мера како што беше мерата за претходно прозиваните, плюс гајба пиво, гајба сок, исто така му нареди на својот помошник. За Добрила Јанеска, ока сиратка, 2 пакети масло за јадење, кило кафе, беше последното што го прочита од албаџискиот тефтер, селскиот праматар. Слушајте ваму сега. Поштарот нема да дојде, патокот ке ботуне завеан. Ми порача да не го чекате. Им се обрати селскиот праматар пред да го состави новиот список на порачки. Пред заминување со кампањолата, селскиот праматар и неговиот помошник направија уште 2-3 круга околу се целото за да го разгази снегот.
си замина. Како што пред моите очи, како на филмска лента, се нижеја кадрите од ВХС снимката стара 30 години и приказните што во тоа време ми ги раскажа Јордан Јанески, Стојанка Митреска, Вера Ристеска, Мијале Томовски, Славко Ноцевски, Миладин Котески, Радован Филиповски, Славко Коњаровски и Добрила Јанеска, така Драгослав Миновски им ги раскажуваше неговите историографски податоци за селото Арбино, посебно за Арбинската афера, кои ги имаше пронајдено длабоко копајки во историските архиви низ годините поминати. Почитувани мои, приказните кои ми ги раскажа Христо Меленковски, Стојче Ставлевски и Трајан Јанески, а посебно за историографските податоци за Арбинската афера, со кои располагаше Драгослав Миновски, ќе ви пренесам во наредната репортажа.